Во Хрватска вчера се воведени нови мерки против ширењето на COVID-19, кои предвидуваат затворање на ноќните клубови, казината, како и ограничување на погребите и церемониите. Новите мерки ќе траат до 15 декември со можност да бидат продолжени. Јавните собири и настани се ограничени на 25 лица, а дозволено е да се прават свадби со мало присуство, односно до 15 лица, додека на погреб може да присуствуваат најмногу 25 лица. Угостителските објекти можат да работат до 22 часот со строго утврдени протоколи. Избраниот американски председател Џо Бајден ќе ги објави имињата на првите кандидати за членови на неговата идна влада, изјави идниот шеф на канцеларијата во Белата куќа Рон Клајн. Во вторник ќе дознаете кои ќе бидат членовите на владата на новоизбраниот председател, рече Клајн во интервју за емисијата This Week на ABC. Новоизбраниот председател, кој доаѓа од демократските редови, вети дека ќе назначи администрација што ја рефлектира различноста на земјата. Тој минатата недела откри дека веќе избрал нов министер за финансии. Бајден составува нова администрација додека актуелниот председател Доналд Трамп продолжува да одбива да го признае поразот и се обидува да ги оспори избраните резултати, изнесувајќи неосновани обвинувања за широко распространетата изборна кражба. Certain weapons they cannot own. Председателот Емануел Макрон ќе се обрати на нацијата во вторник во врска со состојбата со пандемијата и може да објави делумно олеснување на ограничувањата што се во сила од 30 октомври. Емануел Макрон ќе ги представи изгледите за неколку недели, особено како да ја прилагодиме нашата стратегија. Прашањето е како да се прилагодат мерките за карантин за да се подобри здравствената состојба, но исто така да се избегне нова епидемија, изјави портпаролот Габриел Атал. Ки има 3 фази на облажување на карантинот со оглед на здравствената состојба и ризиците поврзани со некои компании. Првата фаза околу 1 декември, потоа пред празниците на крајот на годината, а потоа од 1 јануари 2021 година, додаде Атал. Макрон рече дека вториот карантин во државата кој започна на 30 октомври ќе трае најмалку 4 недели. Ограничувањата вклучуваат затворање на продавници кои не продаваат најважни работи, ресторани и барови. Но со неодамнешните податоци кои покажуваат дека Франција е на пат да го запре наглото зголемување на инфекцијата со коронавирус. Владата е под притисок на продавниците и деловните субјекти да ги ублажат ограничувањата за време на сезоната на божитни купувања, што за многу трговци е најважниот дел од годишниот обрт.